слушателки, добре дојдевте на аудио програмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости, разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетуваме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Гласот на срцето. Навистина е прекрасна, би сакала да изгледам така. Како можам да бидам поубава и попривлечна? Ке имам повеќе самодоверба ако сум убава. Ако сум поубава, ќе имам повеќе лајкови на социјалните мрежи. Убавината значи сигурност и сила. Убавата жена може да добие се што сака. Драга пријателки, дали некога си ги кажала сите или слушнала овие изјави? Дали некога си ја споредила својата надворешна убавина со она на жените во списанијата, филмовите, социјалните мрежи и си заклучила дека си далеко од нивниот стандард за убавина? Дали ти е срам да се покажеш пред светот бидејќи сметаш дека не си доволно убава? Во денешната епизода на Скапоцена и сакана ќе зборуваме за бремето на убавината и физичкиот изглед, притисокот кој општеството и социјалните мрежи го стават врз нас жените, разочарувањата кои доаѓаат со тоа и надежта која имаме во Бог. Сите ние имаме нешто што не ни се допаѓа во однос на нашиот изглед, тежината, висината, цртите на лицето. Секогаш ќе најдеме нешто што би го промениле. Но Бог ве гледа сите вас. Вие сте скапоцени во неговите очи и тој вели дека сте прекрасни. Затоа ве охрабрувам да продолжете да слушате денешната епизода, бидејќи во неа ќе дефинираме убавината како што Бог сака. Сега ќе слушнеме од Дина, жена која се обидуваше да не најде својата вредност во тоа како изгледа. Здраво, моето име е Дина. Ќе ви кажам нешто за себе. Пораснав во дом во кој не бев сакана од моето семејство, ниту ме прифаќаа таква каква што бев. Моите родители и поширокото семејство постојано ме споредуваа со сестра ми, која беше поубава од мене и имаше поубаво тело. Кога ни доаѓаа гости, моите родители често ја викаа сестра ми да седе со нив, а мене ме оставаа да си играм во собата. Ми беше непријатно што според нивните стандарди не бев доволно убава. Како што растев, правев се што можам за да изгледам поубав, дури и кога бев сама, дома и кога никој не можеше да го види тоа. Може би ми беше лесно да го правам тоа, бидејќи секако пораснав одвоена и изолирана од светот. Иако мојот джепарлак не беше голем, сепак го штедев за да си купам нова облека и ефтина шминка. Си велев во себе, сега кога ќе ме видат можеби ќе ме почитуваат и сакат. Во главата се мачев со многу мисли и прашања. Зошто луѓето ги проценуваат другите врз основа на нивниот изглед? Зошто изгледот е важен за некој да биде успешен? Зошто другите не можат да ја видат мојата внатрешна убавина? Што треба да правам за да бидам прифатена? Ке има ли некој кој ќе ме сака поради тоа каква сум, како личност? Поминаа многу години и без разлика колку пари, време и сили трошев за да изгледам убава, сепак никогаш не се чувствував дека сум убава. Никогаш не сметав дека вредам нешто и дека сум сакана. Дали има надеж за мене? I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name.
Драга пријателки и сестро, ти која моментално ја слушаш ова програма, дали некога си се почувствувала како Дина? Дали се обидуваш да ја најдеш својата вредност во надворешниот изглед? Дали можеби ти е преку глава од тоа да се споредуваш со другите жени? Ако одговорот е да, сакам да знаеш дека имам добри вести за тебе. Уште додека бевме во утробите на нашите мајки, Бог не обликуваше да бидеме такви какви што сме. Тој го создаде секој дел од нас. Цртите на лицето, бојата на косата, бојата на очите, бојата на кожата, па дури и нашите насмевки. Тој внимавал на секој детал и ни вели дека сме прекрасни и убави. Но додека бевме во утробите на нашите мајки, Бог ни ги обликуваше само нашите тела, туку и нашата внатрешност, нашите души. Бог на секоја од нас и дал карактеристики, способности, таленти, дарови и поради сето тоа секоја од нас е посебна и уникатна. Често вложуваме многу време и пари во обид да го промениме својот изглед и при тоа забораваме на најважното, нашиот внатрешен изглед. Драга пријателке, не е важно амбалажата, туку тоа што се наоѓа во неја производот. Кај еден подарок не е најважно украсната хартија во која е обвиткан, туку тоа што се наоѓа во кутијата. Нашата вистинска слика е нашиот внатрешен изглед, бидејќи тоа има вечна вредност. Убавината е минлива и нема да трае долго. Во Библијата во книга Изреки 31:30 пишува: миловидноста е примамлива и убавината суетна, но жена која се плаши од Господ е достојна за пофалба. Бог не подсетува нам жените дека оние кои веруваат во Него и одат по Неговите постапки се достојни за пофалба, а не оние кои обрнуваат внимание само на надворешниот изглед. Има уште еден библиски стих кој ги охрабрува жените да вложуваат во нивната внатрешна убавина. Тој стих се наоѓа во Новиот Завет, конкретно во првото писмо на апостолот Петар, глава 3, стихови 3 и 4, каде пишува: вашата убавина да биде не надворешна, односно во плетење на косите, китење на злато или облекување на облеки, туку внатрешна, во срцето, на скриениот човек во постојаност и тих дух. Тоа е драгоцено пред Бог. Дали го слушна тоа? Во Божите очи карактерот има голема вредност. Луѓето често гледат на надворешниот изглед, но Бог тоа воопшто не му е важно. Тој гледа во нашите срца и затоа денес сакам да те охрабрам да вложуваш во тоа што има вечна вредност, односно во твојата душа. Поема. Убавата жена ги користи устните за да говори вистина, гласот за да утеши, ушите за да биде сочувствителна, рацете за да помага, нозите за да служи, срцето за да сака. Heard my desperate cry, and he saw my past through merciful eyes. Beautiful, that's how mercy saw me. И посакувам добро дојде на Сара во нашата програма Скапоцена и сакана. Таа е професионален и стручен христијански советник и психолог. И денес со неја ќе разговараме темата која е важна за нас жените – убавината и надворешниот изглед.
Сара, моето прво прашање за тебе, која е опасноста со која се соочуваат жените, тогаш кога ќе обрнат внимание на надворешната убавина, а тоа го прават на сметка на натрешноста? Говорам на тоа прашање, сакам да нагласам нешто што е очигледно, а тоа е дека надворешниот изглед ни е важен за сите нас. Сите ние сакаме да се грижиме за себе си и да изгледаме убаво. Тоа ни ја зголемува самодовербата. Затоа е важно да се грижиме за себе. Сепак треба исто така да бидеме свесни дека кога убавината станува бреме или пак обсесија, тогаш тоа штетно ќе влијае на нашата благосостојба и емотивна стабилност. Исто така треба да бидеме свесни дека нашиот стандард за убавина не треба да биде диктиран од светот. Што мислам со тоа? Ако ги следите рекламите за убавина, ќе сватите дека тие постојано се менуваат. Компаниите кои произведуваат козметички средства постојано измислуваат нови производи и ги притискаат жените да трошат што повеќе пари за да го достигнат стандардот за убавина, кој се прикажува по медиумите. Сето тоа резултира со збогатување на тие компании, а при тоа жените никогаш не се задоволни од својот изглед. Да се вратиме на прашањето поврзано со грижата за надворешната убавина на сметката на внатрешната. Ние жените сме емотивно поврзани со нашиот физички изглед и често знаеме во него да ја бараме својата среќа и вредност, но изгледа забораваме дека како што минуваат годините, нашиот изглед се менува и веќе не изгледаме младо како порано. Како резултат на тоа, големи се шансите да се соочиме со разочарување, бидејќи сме изгубиле она на кој сме вложеле многу време од овој живот. Од финансиска гледна точка, ваквиот пристап кон надворешната убавина може да биде проблем, бидејќи постојано ќе треба да трошиме пари на својот изглед. Од социолошка гледна точка, ваквиот пристап е исто така проблематичен, бидејќи со таквото однесување ние покажуваме негативен пример за нашите деца, особено за нашите ќерки. Гледајќи на нас, тие мислат дека нема да бидат прифатени, се додека не се вклопат во стандардите за убавина на овој свет. А кога нема да се вклопат во тие стандарди, ќе се соочуваат со депресија, а некогаш и со самоубиствени мисли, само зашто не изгледат како музичките и филмските звезди. Од духовна гледна точка, ние сме повикани да се грижиме за своите души и да вложуваме во она што ќе трае вечно. Во Евангелието според Матеј глава 16 стих 26 Исус им вели на своите слушатели: зашто каква полза е за човек ако го придобие целиот свет, а на душата своја и напакости, или каков откуп ќе даде човек за својата душа? Со други зборови, кој ќе ти биде придобивката ако има се што овој свет може да понуди, а при тоа ја изгубиш својата душа и ја минеш вечноста одвоена од Бог и во страдање? Проблемот со успехот во овој свет е што трае само додека сме живи, но што ќе се случи во твојата душа потоа? Сакам да ги охрабрам сите жени кои ја слушаат ова програма, да се грижат за себе, но најмногу од се да вложуваат во својата внатрешна убавина, бидејќи таа може да трае долго. Надворешната убавина секако ќе избледи и затоа треба да размислете колку време треба да вложувате во неа. As long as I can have one wish, I pray. When people look inside my life, I wanna hear them say, she's got her father's eyes, her father's eyes, eyes that find the good in things when good
назад на програмата Скапоцена и сакана. Сара, во денешното време гледаме дека жените ја поисовесуваат својата вредност во начинот на кој изгледат. Каде е проблемот во таквиот начин на размислување? Ова е замката во која паѓаат многу жени. Тие мислат дека нивната вредност произлегува од нивниот изглед, а тоа е голема лага. Нашата вредност треба да произлегува само од Бог, а не од нашиот изглед, од парите што ги заработуваме или пак од материјалните богатства што ги имаме. Зошто? Бидејќи сите овие земни нешта се привремени и не траат долго. Животот е непридирвадлив, дури и кога имаме добри планови за својот живот. Никој не може да знае дали и во која мера ќе се исполнат. Кога старееме, ја губиме надворешната убавина. Може да се случи да имаме некаква несреќа и таа да остави траги на нашето лице. Може да изгубиме работата и да се најдеме во економска криза. Може да се најдеме во војна или некоја временска непогода и да ги изгубиме своите куќи и слично. Но Бог никогаш не се менува. Тој е истиот вчера, денес и за секогаш. Во Стариот Завет, во книгата Исаја, глава 46 стих 4 пишува: И до вашата старост јас ќе бидам истиот, до вашите бели коси ќе ве носам, јас ве создадов и ќе ве носам, ќе ве поддржувам и ќе ве пазам. Ова е навистина прекрасно ветување кое важи и за тебе денес. Токму затоа можеш да му веруваш, да се потприш на неговите ветувања. Бог секогаш го исполнува тоа што го ветува. Бројот на нашите години или пак бројките на вагата за тежина не ја дефинираат нашата вредност. Нашата вистинска вредност можеме да ја најдеме само во Бог. Во Исаја 43:4 пишува: Бидејќи си скапа во очите мој, многу си ценета, јас те возлюбив. Уште едно прекрасно ветување од Бог. Зарем не е прекрасно што Бог ти го кажува ова? Преку овие зборови тој сака да ти каже колку си скапоцена во неговите очи. Затоа барај го својот идентитет само во него, а не во стандардите на овој свет. And when you're called to stand and tell just what you saw in me, more than anything I know, I want your words to be. She had her father's eyes, her father's eyes, eyes that found the good in things when good was not around, eyes that found the source of help when help would not be found, eyes full of compassion, seeing every pain, knowing what you're going through and feeling it the same, just like my father's eyes, my father's eyes, my father's eyes, just like my father's eyes, my father's eyes, my father's eyes, just like my father's eyes. Сара, нашето последно прашање за денес е: што е тоа кое ја прави жената убава покрај нејзиното лице и тело? Тоа е навистина добро прашање. Еве неколку совети за нашите слушателки. Прво, научете вештини со кои ќе можете да го изградете својот ум и вложувајте време во насобирање знаења и мудрост, бидејќи овие квалитети се основата за вашиот карактер. Открите ги вашите таленти и ползувајте ги за да им помагате на другите.
Убавината која доаѓа од вашите таленти ќе направи голема разлика во животот на другите, кога ќе отворите устата за да зборувате, кажувајте им добри и охрабрувачки зборови. Наместо да се споредувате со другите жени и да се надпреварувате во однос на тоа кој од вас е поубава, одлучете да бидете свој. Не заборавајте секогаш да се смеете не на сила, туку покажете искрена насмевка и радост која произлегува од вашето срце. Вложуваја својата енергија и сила во обновување на нарушени односи. Учи ги помладите генерации на привлечени животи, вредности, биди им добар пример, биди му поддршка која му е потребна на овој свет, на твојот сопруг и гради го твојот дом за да биде место кое другите ќе најдат љубов и топлина. Во Библијата се набројани 9 духовни особини кои се познати под името плодот на Светиот Дух. Во Галатијаните 5:22-23 се набројани љубов, радост, мир, долготрпеливост, благост, добрина, верност, кротост, воздржливост. Ако ги сакаш другите, тоа ќе ги привлече кон тебе. Ако си радосна и другите околу тебе ќе се заразат од таа радост. Мирот ќе ти даде спокој во време на неволја. Долготрпеливоста ќе ти помогне да бидеш истрена и да не избувнуваш кога си под притисок. Благоста е оружјето со која се замолкнува секоја омраза. Добрината е силата која ќе ги движи сите твои дела во правилна насока. Верноста е она особина која ќе ти помогне да останеш доследна на твоите верувања и добрина. Кротоста ќе ти помогне во светот ова да бидеш присебна, а воздржливоста да се воздржиш од секакви искушенија. Секоја жена која ги придржува овие духовни квалитети ќе зрачи со убавина од внатре. Тоа е прекрасно. Ти благодарам, Сара, што ни даде богугодна дефиниција за убавината и што не подсети дека сме скапоцени сакани во Божите очи. Just like my father's eyes, my father's eyes, my father's eyes, just like my father's eyes, my father's eyes, my father's eyes. Моја прекрасна ќерко, ти си навистина убава и кај тебе нема никаква мана или недостаток. И јас те создадов, те направи според мојот лик и се гордеам со мојот дизајн. Ти си создание кој изгледа така како што сакам. Знам, светот ти вели дека тоа што го поседуваш те дефинира како личност и дека твојата вредност произлегува од твојот изглед. Тоа е голема лага. Колку повеќе се обидуваш да бидеш совршена, толку повеќе ќе бидеш несигурна за својот идентитет. Пронајди ја својата вредност во мене и ќе ти го дадам тоа што ти е потребно. Можеби нема да бидеш прифатена во очите на светот, но сакам да знаеш дека јас те прифаќам и те познавам. Те знам по име, те познавам каква си и го знам секој детал за тебе. Ги знам дури бројот на влакно на твојата глава. Не заборавај, моја ќерко, дека миловидноста е примамлива и убавината е суетна, но жена која се плаши од мене е достојна за пофалба. Твојот татко кој те сака, Бог. Господи, ти благодарам, бидејќи ти си мој небесен татко кој ме сака, ме создаде таква каква што сум уникатно создадена. Светот ја гледа само мојата надворешна убавина, но ти благодарам што ти ја гледаш и мојата внатрешна убавина. Ти го предавам моето срце денес и барам од тебе да ме менуваш,
за да станам слична на Исус Христос. Помогни ми да сватам дека вистинската убавина доаѓа од срцето, кое те сака и ти е послушно и никој не може да ми го одземе тоа. Драга пријателке, тука ќе завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш неговата љубов и неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш какво било прашање или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас или имаш потреба од молитва, биди слободна да не контактираш на адресата Жени со надеж.